На почеток изгледаше сосема безопасно, но тоа беше замка. Во мали групи по само неколку души, некои чудни луѓе за нас се движеа од југ кон север. За ориентација ги користеа автопатите и пругата од Гевгелија кон Скопје. Граѓани алармираа дека се почесто гледаат групи како скриени во ноќта пешачат по автопатот. Веста дека всушност се работи за мигранти се прошири откако неколку од нив беа прегазени од воз. Дознавме дека бегаат од војните во Сирија, Авганистан, Пакистан, Ирак, а нивната ветена земја беше Германија. Групите од по 5 луѓе набрзо стана од по 10, па 100, па 1000. Веќе на сите им беше јасно дека се случува нешто невообичаено, а Македонија и регионот немаа многу време да се организираат. По само неколку месеци се случи вистински хаос на јужната граница. Земјава мораше по секоја цена да спречи неконтролиран влез на мигранти. Грција ништо не правеше да го спречи тоа, а нивниот број секојдневно вртоглаво се зголемуваше. Се случија и првите инциденти. Војници и полицајци беа нападнати со метални прачки и камења. Се повредуваа припадниците на безбедносните сили, пошто сите сватија дека повеќе нема шега. Државата прогласи кризна состојба на јужната граница, а армијата по наредба на председателот Ѓорѓ Иванов се распореди и за рекордно кратко време изгради долга жичена ограда меѓу војниците позната како тунелот. Ова беше и пресвртницата од хаос во контрола. Се направи привремениот прифатен центар Винојуг, а се евидентираа речиси сите кои влегуваа во земјава. Во меѓувреме Европската унија и Турција потпишаа договор. Западно-балканската бегалска рута целосно се затвори. ЕУ вети милиарди евра и визна либерализација за турските граѓани, а Анкара се обврза дека ќе направи уставни промени, но пред се ќе ги задржи мигрантите на својата територија. Ситуацијата преку ноќ се смири. Повеќе од половина година ситуацијата е наведум спокојна, но повеќе од загрижувачки информации секојдневно пристигнуваат. Договорот ЕУ Турција е пред пропаѓање, а капацитетот на грчките бегалски кампови е комплетно исполнет. Нови мигранти таму секојдневно пристигнуваат. Информациите говорат дека нашиот јужен сосед успева да регистрира едва 6% од оние кои пристигнуваат на незините острови. Официјално таму има 60.000 мигранти, неофицијално повеќе од 70.000. Се претпоставува дека е само прашање на време кога грчката влада ќе реши овие луѓе да ги дислоцира во внатрешноста на земјата за да го намали притисокот на островите. А тогаш сосема известно дека тие ќе се обидат да влезат во Македонија. Дополнителни речиси 3 милиони мигранти стационирани во Турција се спремни да продолжат кон Европа. Имаат и пари да си го финансираат патувањето. Изминативе години ги искористија да работат и да заработат во Турција. Убедени се дека ќе си го продолжат патувањето, бидејќи до нив стигнала информацијата дека договорот пропаѓа, а границата набрзо може да биде отворена. Можеби уште повознемирувачки извештаи секојдневно пристигнуваат од Африка. Фрапантна бројка од над 20 милиони мигранти се во огромни кампови во Северна Африка. Ова не е само безбедностен, туку и политички проблем. Се предупредува дека ако масовно тргнат кон Европа, тоа ќе предизвика вистинско политичко цунами, имајќи в предвид дека Европската унија се уште нема изградено цврст консензус како ќе се справи со ова прашање, а земјите членки многу често самостојно действуваат. Тука се случува уште една интересна појава. Неколку авиокомпании имаат невообичаено ниски цени за летови од Африка до Истанбул. Дел од нив се и субвенционирани. Постојат сомнежи дека тоа се прави за да можат овие луѓе сосема безбедно и лесно да стигнат до Истанбул, а оттаму да се префрлат во Европа. Ова е вистински аларм за европските безбедносни служби, а со ова се објаснува и зашто се повеќе мигранти од африканско потекло пристигнуваат во Грција, а се фаќани и во обидот да влезат во земјава. Исправена пред ваквата сериозна закана, без јасна и конкретна стратегија на Унијата, Македонија се подготвува да се подпре врз сопствената сила и сама да ја брани својата јужна и последната европска граница. Декември 2016-та. Јужната граница изгледа спокојна.
Поради кризната состојба и по наредба на врховниот командант на вооружените сили, председателот Ѓорѓе Иванов, армијата е се уште распоредена на теренот. И покрај тоа што тука дојде како помош на полицијата, во овој момент АРМ го носи најголемиот товар при чувањето на граничната линија. Војската изгради бодликавата жица, потек кој се покажа како повеќе од исправен. Се наоѓаме на самата гранична линија помеѓу Македонија и Грција. Позади оваа ограда е територијата на Република Грција. Ова е таа жичена ограда што пред околу една година ја изгради армијата на Република Македонија. Фамозна, знаеме дека после Унгарија Македонија практично беше втората држава што подигна ваква ограда. Држава споради тоа беше цел на критики на повеќе здруженија кои што се занимаваат со мигрантското прашање, кои што се залагаа за слободен проток практично на мигрантите. Меѓутоа, зашто е важна оваа ограда? Таа не се прави само да се спречи легалниот влез на мигранти во Македонија, меѓутоа уште повеќе да спречи физички контакт помеѓу припадниците на армијата и полицијата која што исто така е распоредена на јужната граница и мигрантите. Зашто се прави тоа? Илегалните поминувања најчесто се случуваат навечер така што војниците немаат секогаш представа со какви луѓе си имаат работа. Многу често тие се вооружени претежно со ладно оружје, меѓутоа ние како новинари многу често известувавме дека кај дел од овие мигранти е пронајдено и оружје. Пред некој ден прочитав интересна статија во еден белгиски медиум во која што велат дека 6 од 20.000 мигранти се терористи, односно учесници во војните во Блискиот Исток. Ова е само уште една информација која што е плюс за сериозноста на предизвикот со кој што нашата војска се соочува секојдневно на нашата граница. Безбедносните служби не оставаат ништо на случајноста. За чување на границата се направени 3 детално обработени оперативно-тактички планови. Кој од нив ќе се употреби, зависи од тоа што ќе се случува на границата. Ако мигранти повторно ни се трупаат на границите, армијата е спремна да распореди дополнителна техника и жива сила. Посебно ќе се внимава на некои точки кои во минатото се покажа како невралгични. Ако дојдат толку голем број луѓе, за повеќе да не може да се контролираат, тогаш како крајна мерка е предвидена и мобилизација. Секојдневно се патролира со пешадија, но и оклопни борбени возила. Минатото покажа дека дел од мигрантите можат да бидат насилни, носат ладно оружје, но во изолирани случаи и огнено. Армијата на Република Македонија неколку пати по разбивањето и фаќањето на групите кои сака илегално да упаднат на наша територија, пронајде и автоматски пушки, но се уште не е утврдено дали тие можеби припаѓаат и на шверцерски банди кои оперираат на овој терен. За длабинско обезбедување на границата ангажирана е полицијата. На нив им се приклучи уште 150 колеги од Чешка, Словачка, Словенија и Унгарија. По се изгледа, Македонија ја брани Европа од Европа. Токму за ова сакавме да поразговараме со човекот, кој дефинитивно најмногу беше инволвиран во мигрантската криза. Како сте? Благодарам што ќе патите каналот на телевизија во овој денеска сте домаќин на нас и да го снимаме ова интервју. Председател, изминативе години додека трае мигрантската криза, често слушавме една реченица: Македонија ја штити Европа од Европа. Може ли да објасниме малце што значи тоа? Едноставно, посетете ја нашата јужна граница и видите дека освен припадниците на армијата на Македонија, припадниците на полицијата на Република Македонија, доле се припадници на безбедностни, на полициски сили на неколку европски држави. Што би представувало тоа ако не чување на европската граница? Она што треба членките на Европската унија кои се надворешни граници на унијата да го прават, во овој момент го правиме тоа ние. И затоа велиме дека ние чуваме Европа, во смисла континентот Европа го чуваме од Европска унија, која треба да ги чува надворешните граници на Европа. Се погласни се најавите за нов голем мигрантски бранд што можел да ја зафати цела Европа, а со тој Република Македонија. Колку е тоа реална закано за безбедноста на нашата држава? Знаеме дека бегалците доаѓа од кризните жаришта и пропаднатите држави од Блискиот Исток и Северна Африка. Но бегалскиот бранд го потикна и мигрантскиот бранд, економските мигранти од Централна Азија,
Централна Африка, Северна Африка да ја користат рутата која отворија бегалците. Така што бегалците се стивна затоа што полека се средуваат одредени состојби во кризните жаришта. Но мигрантите не може да ги спречите. Тие се во потрага по среќа. Сите сакаат да дојдат во Европа, каде што можат да живеат во европски стил, бидејќи тоа е оној магнет што ги влечи луѓето кои се во земји каде што нема ни просперитет, каде што нема ни напредок. Има една теза која вели дека веќе не се работи за мигрантско-бегалска криза, туку за историска преселба на народите. Нешто што ќе трае во наредните 10-20 години. Се служувате ли вие со оваа теза? Па ако се знае дека Африка е сега 1 милиарда, а во текот на нашиот живот многу брзо ќе станат 2 милиарди во Африка, тоа население бара некаде да се исели, бидејќи немаат услови за живот. Не се само економските мигранти, се повеќе се и еколошките мигранти, бидејќи многу држави се соочуваат со суши, со поплави, со елементарни непогоди како резултат на климатските промени и тие барат да одат во држави каде што има бар пристоен живот. Исто се случува и во Централна Азија. И ако погледаме каде се растрчани европските лидери, каде одат и нудат сега поддршка, нудат вработување, отварање на работни места, нудат да инвестиции, а тоа се претежно во Северна Африка, Централна Африка, сите се свесни дека не очекува во овој 21 век голема преселба на народите. Тоа, ако се вратите назад во историјата, не е ништо ново, затоа што речиси секој нова планета дошол од некаде. Постојано има движења, има миграции. И тоа и ќе биде тренд кога се зголемува населението, затоа што Азија и Африка имаат се повеќе младо население кој бара вработување, бара живот. И тие доаѓаат во Европа, бидејќи покрај се што е кажано за Европа, Европа остана супер сила во животен стил. Сите го сакаат животниот стил на Европа. И тоа ги привлекува сите млади луѓе кои сега и сите имаат паметни телефони, смарт телефони, сите имаат се конектирани на социјални мрежи, имаат увид на интернет што се случува во Европа, што се случува во светот. И тоа ги привлекува и покренува огромни бранови на луѓе да доаѓаат кон Европа. Дали вие како претседател сте задоволни и како прв човек на државата како Македонија претежно сама се справи со мигрантскиот бран последниве 2 години? Похрабрите лидери во Европа јавно го кажуваат тоа, дека Македонија е таа што спречи и го регулира Балканскиот коридор. Дека ние сме тие што сега го чуваме затворен тој коридор. Тука не треба да се генерализира и секој пат во негативен контекст да се кажуваат сите работи со бегалците. Бегалците се луѓе кои изгубиле домови, изгубиле едноставно шанса да живеат. И тие бараат некаде да отидат. И кон нив треба да се постапува хумано. Но едно е хуманитарниот аспект на кризата и во тој контекст Македонија извонредно се снајде и тука невладините организации, хуманитарни организации помогнаа сите лица да бидат згрижени. Но сосем друг е безбедносниот аспект на мигрантската криза, затоа што рутите кои ги отворија бегалците, мигрантите ги користат странските терористички борци, ги користат џихадисти, терористи, екстремисти. Тоа е улога на државата. И Македонија постојано предупредуваше и бидејќи немавме на почетокот помош, сами донесовме одлука да се справиме со тие закани. И за тоа добивме поддршка. За жал, во последниот извештај за НАТО, каде што се потенцира таа улога на Македонија, со интервенција од Грција избришена таа заслуга на членките и на Европска унија и на НАТО, што го признаваат на Македонија. Значи не само што не ни помогна, туку и тоа што го направивме, некои настојува да го избришат и да не биде припишено на Македонија. Ви благодарам за овој разговор. Ми беше мило. Уште еднаш ни се потврди тезата дека земјава неправедно е оставена сама да се справува со оваа криза. Помошта од Европската унија е насочена кон невладините организации, а државата троши милионски суми евра да ја чува границата, а со тоа и границите на Европската унија. Председателот уште пред неколку години ги информираше европските политичари дека ќе се случи вистински екзодус. Пронајдени беа и мапи за движење на мигрантите.
Дел од нив беа изработени од невладени организации финансирани од моќни центри. На овие предупредувања многу земји останаа глуви, а потоа се случи тоа што се случи. Во меѓувреме македонската јавност преокупирана со дневна политика полека заборава дека имаме кризна состојба на југот од земјата. Голем број војници 24 часа ја чуваат границата, на дожд, снег, ден и ноќ. Не треба да заборавиме дека кога ја минуваме границата патувајќи во Солун да пиеме кафе на 100 метри од преминот, војници неуморно ни го чуваат мирот. Никогаш не дозволија мигрантите да го запоседнат Скопје, како што е во Белград на пример. А тоа воопшто не беше лесно. Чест или обврска е да се брани државната граница? И чест и обврска е да се брани јужната граница на државата на Република Македонија. И чести обврска. Ние сме секогаш спремни и подготвени во било какви услови, во лете и во зиме и дожд и сонце, секогаш сме подготвени да ги завршуваме задачите. Значи, од самото почнување на мигрантската криза, армијата на Република Македонија е распоредена на границата и ги извршува задачите согласно спроводувањето на кризата со мигрантите.